Наистина прекрасно, фала за прекрасното славење, наистина инспиративно и знаете, постојат работи кои што предизвикуваат во нас или пак се имаат одредена фреквенција или дури вибрација која што поттикнува работи во нас. Знаете, јас верувам дека сите ние поседуваме, ако некој на земјата го прифатил Исус во своето срце, значи го прифатил Исус во својот живот, тогаш доаѓа во неговото битие, доаѓа во неговиот живот таква големина, такво богатство што тоа не се мери, тоа нема мерни единици, не постојат. Ние се обидуваме, научниците се обидуваат да донесат некакви си математички изрази или мерки и сето тоа е окей, тоа е добро, тоа вреди до некаде, но кога станува збор за богатството што е ставено во нас, тоа е многу тешко се објаснува, многу тешко се мери. Така да, кога ние се обидуваме да објасниме нешто, поготово кога ќе почнеме да се обидуваме да објасниме радост или пак мир, или пак долготрпеливост, или пак трпение и надеж, благодат, ние од тоа што сме научиле се обидуваме да го објасниме, да го дообјасниме, да го презентираме, но морате да знаете дека тоа не ја донесува целата слика, или пак да кажам, најчесто во многу случаи ние промашуваме. Значи ние се обидуваме. Јас знам, се сеќавам кога на почетокот, тоа беше 95-та година и дома се вратив, нели, после служби, после, нели, спасен сум, верувам во Исус и сакам да им објаснам на луѓето. Дури и тоа, зошто сега јас да идам да сакам да објаснам на луѓето? Што има ја да им објаснам на луѓето? Знаете, не се сеќавате, повеќето од вас, најверојатно сите се спасуваш и сега никој тебе не те тера. Никој не ти вика, оди ти сега да им збориш, него натре нешто во тебе те тера, што викаме ние, во струга викаат го фатиле сили, го тресат. Нели, еднаш се сеќавам, бев на една служба и јас зборам нешто, му зборам на еден човек и тој почнува да се смее, почнува, нели, силата на Светиот Дух, а овој таму не вика, море, кога го фати едни сили, вика го вака го тресат. Тоа што он гледа нешто, но не може да го објасне тоа. Ниту пак ја можам да го објаснам, ја можам да се обидам да го објаснам, но тоа е многу потешко. И се сеќавам, отидов дома, значи после неколку дена, после 2 недели, или може би недела дена христијанин, и сега сакам да кажам, не можам да скријам, нели знаете, младци, 18-20 години дома твоите, кој, што си ти, што си станал ти? И сега ти пробаш да објасниш, па до вчера беше ваков, до вчера и сега нешто друго си постанал. И јас се сеќавам, јас седнав мајка ми и реков да ти објаснам сега што јас верувам. И јас се сеќавам, беше негде околу 7:30 навечер, 7:30-8 саат навечер. И следното нешто што се сеќавам е негде, погледнав на часовникот и беше околу 12:30. И мајка ми ме гледа така некако со жал. Јас се мислев дека ќе се радува, ја мислев ќе каже, леле синко, значи ова ти е најубавото нешто што ти го доживувал животот. А она ме гледа со таква тага, со такво сожалување и вели, леле Зоран, што си направил ти? А ја пена на устата сум фатил, не од демонска активност, него од зборење. Зборам, објаснувам, од таква желба да кажам и пак не бев разбран. Така да, некогаш се обидуваме ние со човечки изрази, со човечки начини да изразиме што е во нас, но тоа е многу тешко, ја би рекол дури е невозможно да се направи. И најверојатно со текот на животот, кога растеме во разбирањето на Исус, кога растеме во разбирањето на верата, на надежта, на љубовта и ја би рекол дека ги искусуваме. Знаете, на првиот момент кога човек ќе поверува во Исус, имаш таква желба да го изразиш тоа што го имаш. И тука се прават или најголемите потези, како да кажем, или најголемите успеси, или пак најголемите промашувања. Зошто? Зашто ќе ги направиш најголемиот успех кога ќе се опитеш да објасниш нешто за Исус и можеби ќе погодиш некој, нели некој ќе се погоди и каже тој одма, јас сакам да се спасам, јас сакам да го имам тоа ти што го имаш. Или пак толку многу ќе избуниш луѓето што ќе си создадеш непотребни непријатели. И навидум изгледа лесно како да еве сега некој ќе ми објасни како тоа да се заштитиме. Не можеш да се заштитиш. Едноставно не постои човечка заштита или пак човечка мудрост која што ќе те заштити како да промашуваш работа или пак дури како да не
да се заштитиш себе си како нов христијанин, да не направиш пропуст или грешка. Не можеш да се заштитиш, затоа што тоа е нешто ново за тебе. И кога е нешто ново, ти не знаеш точно како да го опишеш. И затоа е добро да тие кои што се нови христијани или пак како да кажам млади во верата да слушаат или да бидат послушни или пак да земаат пример од оние кои што веќе подолго време биле во верата. Дали го разбираме тоа? Значи постои тој еден што викам ја младалачки ентузијазам кој што сакаш ти да се изразиш, сакаш да кажеш, сакаш да го објасниш тоа на целиот свет. Но добро е за некој кој што е млад во верата да прима или пак да учи или пак да добие совет од некој кој што веќе има искуство. Ја верувам дека тука може би ќе се балансираат работите, така се балансираат работите. И затоа денеска сакам да зборувам за радоста. Така беше наслов, така некако беше наслов. Христовата радост за секогаш. Така ли е наслов? Мислам да некој ме праша наслов, кога не ме прашувате наслови, не го прашувате ме што јас верувам или што јас сум. Али добре да имаме барем некакви си, како да кажам, рамки каде што можеме да почнеме да објаснуваме нешто. Ја верувам дека радоста, иако е како да кажам, си мислиме, па тоа е лесно. Збори за радост. Радост е кога се чувствуваш добро, кога ти е убаво, нели, кога се ти е подмирено, кога се ти врви како што треба, кога се имаш, кога си најаден, кога си наспиен, кога си насмеан, тоа е радост. Всушност, се тоа што ви го кажав е само еден мал дел на изразот, на тоа е само израз, тоа е само мала манифестација на тоа што всушност радоста е. Дали го разбираме тој дел? Сите овие претходни работи што ви ги направам, ние мислиме дека тоа е суштината, нема врска. Суштината на радоста е сосем различна. Тоа што ние го гледаме, тоа што ние навидом го искусуваме, е само изразот, или може да кажам манифестацијата на суштината на радоста. Радоста сама по себе е кога би можеле да ја запознаеме радоста, кога би можеле да, како да кажам, да се дружиме со нејзе, кога би можеле да поминуваме време со радоста, сосем други изрази доаѓаат во нашите животи. Сосем друго ќе се случува. Да, ќе ги има и овие. Значи, ќе има и задоволство, ќе има и подмиреност, ќе има и радост, ќе има смеење, ќе има насмевки. Знаете, некој кажал дека за да бидеш намртен, како што, нели, повеќето во Македонија, како ќе поде, вие не гледате како е тука. Знаеш, некојаш ќе погледнеш вака и само гледаш и броиш колку намртени лица има и знаете ли колку мускули треба да употребите за да направите намртена фаца или она вака. Ај вака да седиш. Треба 72 мускули да ги ангажираш да бидеш намртен. Знаете колку мускули треба за да активирате да се смеете? 14. За ти рачунеш шо правиш, значи ти вешбаш, сега се ти у теретана. 72 мускули ги користиш и тоа, знаете како изгледа вака. А треба само 14 за ова. И се вика некој подобро, полеско да бидеш намртен, нели? Или подобро, поише вешбаш. А не е баш така, во Божјото царство не изгледа тоа така, тоа на земјата може би. Така да, интересно е како тоа ние се навикнуваме на одредени работи. Се навикнуваш да бидеш така намртен. И после ти викаш, идеш на газиката, на пластична операција, викаш, докторе, дај ме ова, раздиве тука да ги тргнеме нешто. И тој ти вика, не, тоа кошта многу пари, а има и полесен лек, нели, како што кажуваше Маја, има и полесен начин. Нели, дај види ватре во тебе тоа радоста и кишез на тоа, кај дај, значи нема да постои. Така да, постојат и полесни начини, поедноставни начини. Али се зависи од тоа колку ние сме спремни, колку ние сакаме да го доживееме, да го живееме тоа што ние го нарекуваме Божјо царство, Свети Дух, надеж, радост, љубов. Сето тоа е одлука твоја лична. Затоа што како што кажаме претходно, независно како изгледаш, независно годините, независно состојбата, независно ситуацијата, независно од начинот на која што како личност како си ти, ако во тебе дојде Божјото царство,
Радоста веќе е во тебе. Ние често велиме, некои и порано луѓе ме прашуваат: Зоран, дојди да се молиш за мене за мирот Божи. И ја како послушен, како да кажам, пастор, водач, христијанин, или сакаш и викаш: да, еве, доаѓам и полагам раце врз човекот и се молам за мир. Другиот ден човекот ми вика: Зоран, ај дојди пак да се молиш за мир. Другата недела пак, уште еднаш, и сега, нели, после 20, 30, 50 пати, и си викаш ти, па што е проблемов? Или ја не знам да се молам, треба да научам кога се молам. Или Бог решил за овој да не му дава мир, да го прави немирен, или пак овој човек не разбира. И сега ја имав сите тие три опции, нели, ти рачунаш ова дали е, тоа дали е, се испитувам, се преиспитувам, па читам Библија, вртам стихови, сикам што треба да направам да човеков да добие мир. И знаете што дојде до заклучок? Дека освари ја не можам да додадам мир на некого, затоа што тој веќе внатре е во него. Ја се опитувам, тоа е како да имате една чаша полна со вода и викате: еве да дотурам се од ова да ставам. И ти колку и да ставаш, тоа си бега, се прелева, бега од чашата. И неискористено. Така да ти во тебе имаш мир кој што е дојден заради Христос, кој што е дојден заради Божјото царство, и секој обид да било кој друг се моли за тебе или да бара од Бог за тебе мир, не можеш да го добиеш затоа што, или не можеш да биде дадено, ниту пак можеш да го примиш, затоа што ти во просторот каде што треба да стои мирот веќе е исполнето. Магацинот кај што треба да стои, кај што пишува мир, е полн. Дали разбирате? Тој веќе е полн. И сега ти викаш: тури мајсторе, тури уште малце. Додај уште малце, нека има резерва. Ама не може, бидејќи е полно. И затоа сватив една работа. Да се молиш за христијани, да имаат мир, е всушност неуспешна молитва. Ако ми кажеш: Зоран, немам мир, како прво, таа молитва нема да успее, како второ, тоа е всушност погрешно барање. Затоа што ти веќе мирот го имаш во тебе, само што не знаеш како да го приметиш, не знаеш како да се дружиш со тој мир. Дали го разбираме овој дел? Што рече Исус? Ја дојдов, што да ви дадам? Да ви дадам мир. И ви оставам, што ви оставам? Не вика ви оставив ја ајбар да јадете до крајот на животот, па да биде подобро. Значи, не кажа работи кои што ние ги имаме, дали постои да ги бараме. Исус вика: јас дојдов со мојот мир и ви оставив нешто. Што остава Исус? Го остава неговиот мир. Каде го остави? Да не го остави некаде на страна, некоја пољана, па да го бараме се, некоја планина, треба да се мачиме, се качуваме. Не, и вели на учениците: во вас го оставив. Значи, мирот Христов е веќе во тебе. Секој обид да бараш е неуспешен, секој обид да мислиш дека го нема или како да го доби, како да го најдеме, и тој ќе биде неуспешен. И затоа мирот е во тебе. Тој веќе е ставен во тебе, не заради тебе, него заради Светиот Дух. Не затоа што ти си направил нешто, него затоа што таков е Христос. Радоста. Каде се наоѓа радоста? Радоста не се наоѓа ни на ниедно друго место, освен во една личност, која што всушност одлучи да живее во тебе. Во Светиот Дух. Радоста Христова е во Светиот Дух. Исус дојде со мирот и го остави. Исус дојде со радоста и ја остави. Исус дојде со благодата и ја остави. Исус дојде со љубовта и ја остави. Исус дојде со надежта и ја остави. Во кого? Во Светиот Дух. Исус беше сушност, дај го кажеме овака. Може би полесно ќе ме разберете. Некои од вас размислуваат во некои термини кои што мора да ги допреме. Знаете што е зборот администратор? Сигурно знаете, сигурно сте биле некаде, сигурно сте иделе да вадите извод од матична книга, или пак сте биле да плаќате нешто, или и таму пишува администратор. Некој кој што ги работи твоите документи. Кажеш, кај администраторот е у таа просторија. Исус кога дојде на земјата, всушност неговата улога беше да биде администратор на целото Божје царство, на целото Божјо срце и да го донесе
да го донесе и да го манифестира на земјата. Затоа самиот Исус вели, како што јас го гледам таткото што прави, и оно што таткото го зборува, и јас тоа го правам. Еден администратор нема свое богатство. Еден администратор на земјата, тој не поседува свое богатство, него му е дадено на располагање нешто во кое што ќе управува. И се интересно е што Исус, иако е тоа, сето тоа негово, он се подложува до тој момент, до таа понизност, што всушност дури него не нарекува свое, него го рекува татково. И затоа, он вели, тоа што го гледам таткото што го прави, јас тоа го правам. Исус беше администратор на се што е на небото, се што е во Божјото царство и го манифестираше. Така да, кога ние кога гледаме Исус како прави чуда, всушност тој само администрира, тој само го пренесува тоа што му е дадено во негово присуство. И вели, сакате исцеление, еве ви исцеление. Сакате радост, еве ви радост. Сакате да видите славата, еве славата. Сакате благодат, еве ви благодат. Доаѓа човек, му вели, учителе. Затоа што е интересно, Исус вика, аха, ти мене ме викаш учител, значи сакаш учителски одговор. Исус му дава учителски одговор. Доаѓа друг човек, вика, Исусе, исцели ме. Исус вели, аха, ти ја бараш страната, административната страна на исцелението. Океј, еве ти исцеление. Некој вели, Исусе, имам се, што да правам? Исус му вика, аха, сега ти ме прашуваш нешто трето, ме прашуваш за мудроста. Еве се како администратор на Божјото царство, ќе ти дадам тоа што ти е потребно. Сето тоа што Исус го донесе на земјата, знаете во кого го остави? Го остави во Светиот Дух. Причината зашто го остави во Светиот Дух, затоа што единствено Светиот Дух може и смее да живее во едно човечко битие, во еден човек. Бидејќи Исус одлучи да добие тело, тој не може да има две тела. Затоа Словото ни вели дека на небото сега има само еден човек. И вели, имаме еден застапник. Кој застапник? Човекот. Дали разбираме дека на небото постојат ангелски битија и други битија и постои таму еден човек. И заради тој човек, заради неговото присуство на небото, кое што има во човечка форма, ние можеме да имаме пристап на небото. И ние можеме да побаруваме работи за нашето тело. Ако на небото немаше човечка форма и немаше човек, тогаш на небото немаше да биде препознаено, немаше да бидеме препознаени и немаше да ни биде дадено ништо. Но, бидејќи на небото сега имаме човек, Исус, човекот Исус, ние можеме да бидеме администратори или пак можеме да бидеме послужени од небото на истиот начин како што Исус би го служил. И затоа Исус не може да живее во тебе, бидејќи он самиот има тело. Не може да живее како битие. Но може да живее преку Светиот Дух, кој што во себе си или за себе нема тело и затоа се нарекува Свет Дух. И затоа може да заземе простор во едно тело, во едно друго битие, бидејќи таква е неговата форма. И заради тоа може да донесува се што е од Христос, да го манифестира преку, тоест во тебе и преку тебе. И затоа ние сега велиме, во нас живее Светиот Дух. И преку Светиот Дух Христос живее во нашите срца. Ова е многу добро да се разбере, затоа што толку често христијаните кажат, ама Исус живее во мене. И некој, нели, будиста или муслиман каже, како ме живее во тебе, па како може да живее друг човек да живее во тебе? Не може. И стварно не може. И они се во право. И зашто ти си во криво? Затоа што не знаеш да објасниш како тоа изгледа. Но доколку би можел да го видиш, многу полесно ќе ти биде да објаснуваш духовни принципи. И затоа сега Светиот Дух, кој што се насели во нашето битие, каде што нашето тело стана неговиот, што стана? Неговиот храм, заради Светиот Дух ние можеме да ги
манифестираме и да ги изразуваме сите, да бидеме буквално администратори на Божиото царство на земјата. Заради него. Има еден стих, мислам дека ова е некој друг стих. Прва Петрова, мислам дека го читав. Кога беше? Некогаш. Прва Петрова 4 глава. Негде таму беше. Каде што зборува дека сега ние сега на нас ни се дадени дарови, дека како администратори на многостранната Божја благодат. Значи, дека Петар зборува дека секој еден од нас е администратор на Божјата благодат. Всушност и Павле го вика тоа, ама и Петар го вика тоа. Мислам дека 4 глава негде 11 стих, можно ли да 11. Значи, двајца писатели на Новиот Завет изборува дека јас и ти сме администратори. Еве ви дадов за нова титула. Од денеска може да каже, јас сум администратор, нели? Немам ништо завршено школување или школа, али еве сега сум администратор. Така да постои тој момент каде што таа благодат ни е дадена. И се интересно што вели таму, вика, и заради таа благодат ни се дадени многу дарови. И вели, ако некој е учител, нека поучува. Ако некој покажува милост, това е исто како Римјани 12:6. Истиот принцип е. Заради благодат што ти е дадена на тебе, ти сега си администратор на таа благодат. И затоа можеме да манифестираме Божјо царство, можеме да манифестираме и мир и радост, затоа што сите овие работи се наоѓаат во Светиот Дух. Еден од моите помилени стихови, најверојатно го знаете бидејќи сте ме слушале толку често, е Римјани 14:17, каде што вели Божјото царство не е во јадење и пиење, туку е во праведноста, мирот и радоста кои што се наоѓаат во кого? Во личноста на Светиот Дух. Значи, Божјото царство, како функционалност, како територија, ако сакате да го замислите, се наоѓа во Светиот Дух. И сега Светиот Дух живее во тебе и заради тоа ти можеш да манифестираш и праведност, можеш да манифестираш и мир, и радост, и љубов, и надеж. Сите овие атрибути можеш да ги манифестираш. Иначе не може. Иначе не можеш, не знаеш како. Е невозможно. Го најдовме ли? Да, 1 Петрова 4:10, негде близко бе. Служете се еден на друг, секој со дарбата или со благодата, со даровите што сте ги примеле како добри управители, администратори на разнообразната, така ли пише? Божја благодат. Најде го и Ефешени 3:2. Исто Ефешени 3:2 вели. Павле вика, нели сте слушнале за Божјата, дека Бог ме направи администратор на Божјата благодат, која што ми беше дадена на мене, да им проповедам на неверниците. Значи, Павле ја разбира благодата, го разбира зашто е администратор. И вели, јас сум администратор на таа Божја благодат да ја разделувам кон оваа група на луѓе. И затоа што знам каде треба да одам, имам успех. Но кога не знам каде одам и кога не знам што треба да правам, тогаш станува збунка. Тогаш сите се криви. Секој не е крив. Пред некој ден, вчера се вративме бевме во Хрватска. Имате многу поздрав од Дамир и Маја и Сара. Значи имате огромен поздрав, бевме со нив неколку дена, поминавме прекрасно време, се дружевме, зборевме, јавно го зборев, така да бевме со Ребека таму неколку дена и наистина ја поздравуваат и наистина чудесни работи се случуваат и бевме на една служба. И се сеќавам, му зборував на еден човек и му реков, ти сега во овој момент, значи во овој момент, ова го правиш. Но, истовремено, реков, оригиналниот план, значи оригиналниот Божји план не беше ваков. Но, затоа што си одлучува, затоа што имаш одлуки во твојот живот, сега си завршил века. Но оригиналниот план на Бог е да бидеш, мисля дека да бидеш музичар. Но сега ти си ова. И нема ништо погрешно во тоа што си сега. Но ако еден ден одлучиш повторно да го употребиш тоа што е во оригиналниот план, тоа се уште те чека. Тоа се уште е тука. Тоа не бега од тебе. Нема да си оди од тебе.
Така да, постојат работи кои што јас и ти денес, слушате го ова, јас и ти денес го правиме, но тоа не било оригиналниот план кој што Бог го замислил за твојот живот. Не дека денеска ти си, кој збор да го потребам, проколна, не проколна, види како, не е точно. Ти се уште си благословен, ти се уште функционираш, но е добро да некако Светиот Дух да ти открие што све спремил за тебе. И постојат оригинални планови, оригинален план кој што заради разни причини не си го употребил, или пак не си го администрирал, или пак не си управувал со тоа. Тоа се уште стои во твојот живот, ти се уште можеш тоа да го потребиш, само што треба да се навикнеш на тоа. Треба да го прифатиш тоа. Дали го разбираме овој дел? Некако ми чутите многу, многу сте ми чутливи денес. Не знам што е работа. Дали сонцето е многу јако надвор, па постојат работи во нашите животи што не сме ги употребили. Сега, што е убавината? Што е благодата во себе ова? Зоран промашив, што да правиме сега? Пред некој ден ми се јави еден човек и така ми тури еден вика, ај Зоран зборуваме на овој, значи сега си зборам јас со човекот со пријателот и тој вика, чекај, и одеднаш некој друг човек се појави и вика, ај зборимо на овој човек. Чекај бе полека малце, што сум ја тука, баба Вањгија, што сум вика, не може тоа така. Али интересно беше што моментот кога го видов лицето на овој човек, некој си од не знам од каде, од некоја друга држава, велам, ти имаш уште, велам, ти, твојата мака во твојот ум и во твојата душа е што мислиш дека си промашил многу работи, дека немаш многу време. Екам, имаш следниве 12 години да го извршиш тоа што си повикан. Човекот сигурно имаше 80 нешто години, 70-80 години. Значи сигурно. И затоа знаете како звучи тоа на некој да го кажеш ти имаш, и замислете тоа не го кажува било кој. Значи не е тоа лутрија, лотарија, па нешто него и под инспирација дека ти имаш уште 12 години. Ја не реков дека ќе умре за 12 години. Него реков имаш уште 12 години да го исполниш тоа за кое што оригиналниот план ти зборуваше. Знаете како се охрабри човекот? Се освежи, едноставно му светна лицето и вели мојата најголема мака до сега или оно што ми измачуваше е дека го промашив тој момент и дека ќе немам време да го исполнам. Јаве се дека многу од нас некако се мачиме со, дури тоа го чувствувам тука, затоа го зборувам. Се мачиме со дека сега го промашивме, нема враќање назад. Еве ви еден стих кој што ќе ве утеши и ќе ви даде елон да не престанете да го барате или да го бараме или да го истражуваме Божјото царство. Римјани 11 глава 29 стих. Римјани 11 глава 29 стих, каде што видите дека Божите дарови и Божите повици се неотповикливи. Што значи тоа? Дури ако Зоран каже, не, ова нема шанси. Ја таму, никад нема да отидам. Не одам таму, па шикаме ние за жива глава. Знаете што ти тоа за жива глава? Дека ти попрво главата ќе да е жива и ќе умреш од да отидеш таму. Тоа значи за жива глава. Ја некојаш ми треба 40 години да разберам тие нашите македонски. Викам, што ли значи сега тоа? И ќе ми текне. Ова мислам. Така да, постојат работи што јас и ти едноставно не сакаме да го правиме тоа. Не можеме. И викаме, ова нема шанси. И Бог вика, моите дарови, или Божите дарови и повици се неотповикливи. Што значи неотповикливи? Што значи тоа да неотповикливи? Знаете што значи тоа? Бог самиот и да сака не може да го отповика. И да реши некако да каже, овој, види направи каква глупост направи во животот, убрња све. Значи овој више дај да го прекинеме. И тој самиот Бог не може да го отповика тој дар и тој повик од твојот живот, и затоа Словото види дека е неотповиклив. Едноставно не се враќа назад. Зошто? Ќе кажам зошто е тоа така. Има една голема причина, затоа што ниеден повик и ниеден дар не се враќа назад на небото. Затоа што е дисфункционален на небото, не постои функција за него на небото. Единствена функција за даровите и за повиците се доле на земјата. Само тука. Дури кога ние викаме, ова е мојот повик, нели на англиски е calling, и сите зборуваат, ова е мојот повик, мислејќи
дека тоа е нешто твое, па ти ќе си го ставиш од джеб и ќе си одиш кај што сакаш. Знаете што е повик? Повик е вика Светиот Дух, ај дојди ваму. Ти си седиш тука и ти си планираш да идеш наваму некад, негде на кај Берово или не знам што, или да идеш натаму, да. И само ти вика Светиот Дух, ај дојди ваму. Тој те повикува. И може да ти го смени правецот на твоето движење, зашто? Затоа што те повикува. Има повик врз твојот живот. Ова е интересно ли, луѓе? Мене многу ми е интересно. Зашто даровите и повикот Божи се неотповикливи. Така да ова е добра утеха за тебе и за мене, да не кажеш па ја пропушти во животот. Не е точно. Можеш да го повторно да го користиш тој оригинален план и повторно да дојде во твојот живот, независно на колку години, независно и како се чувствуваш и како изгледаш и што се ти мислиш дека можеш или пак уште полошо што не можеш. И затоа е добро да застане човек и знаете што е интересна работа, што кога се дружиш со радоста, сите грижи испаруваат. Испарува се, едноставно ти се грижиш, имаш грижи и ти испаруваат. Кога си во Божиот мир, сите стравови испаруваат и снемуваат. Колку често, зашто ја викам дури и христијаните се една врста на зависници. Не, всушност, такви сме. Зависници сме, затоа што доаѓаме во недела, или некогаш, и на вакви моменти, одеднаш сваѓаш дека, или доживуваш, се што те мачало, го нема. И си кажеш, ова е добро место, и пак, другата недела, пак ќе си доеш тука. Тоа се вика духовни зависници. И тоа е добро, нели, добра храна е, добро, али е лошо и неубаво ако не се научиш да го живееш тоа постојано. Тука е проблемот, тука е маката. Ако не дознаеш, или пак ако не си дознал дека тоа може и секој ден да се случува, независно дали е тоа со браќа и со сестри во недела, тоа можеш да го живееш постојано. И знаете што ќе се случува? Ако го правиш, ако го практикуваш, тогаш фактички тебе нема ни да ти треба неделата како завист или како зависност, него ќе ти биде како место на израз. Затоа црквата не е всушност место на примање или собирите, не се место на примање. Бог никош не ги замисли службите на место на примање, него службите се место на давање. Зоран, давање е пари? Не, него активирање 14 мускули. Да може да се смееш. Активирање на радоста, активирање на утехата, активирање на дарежливоста. Исус, Светиот Дух, никогаш не замисли службите во недела или сабот или било кога да бидат место на примање. Всушност, тоа е навреда за Светиот Дух и за планот негов. Тоа е оригиналниот план на Светиот Дух е да биде место каде што ќе се дава или ќе се изразува. Каде што сите ќе кажеме, јас сум администратор на радоста. Ти кажеш, не, јас сум, чекај. И ние се туркаме, и ние се бориме, кој повеќе да покаже и да изрази она што го живее. Наместо да кажеме, дај ми да примам. Го разбираме овој дел? Ова е убава порака, ви кажувам. Убава порака затоа што го менува менталитетот. Го менува начинот на размислување, затоа што цело време викаме ние да примиме. А Светиот Дух вика, што да примите? Што ви треба друго? Пред да некоја служба бев и имаше таму некоја девојка или жена и почнав да изборувам за како од денеска се активира пророчкиот дар во нејзе или не знам што се не изборува. И велам, ти ова го знаеш, нели? Викам, пред 4-5 години или 4 години толку месеци, викам, ова тебе ти беше пророкувано. Да. И велам, окей, за да ти помогнам малце, нели, практично ти помогнам во твојот повик, велам, еве ти 4 од моите ангели, викам, ти ги праќам да бидат со тебе. И си дека ме гледа, што збори човекот, еден дури сакаш да каже, абе не давај ме тие 4 ангели, што ги даваш на луѓе, знаеш, кога ме губиш ти. Викам, абе не, викам, ја паметен сум. Зашто словото не вели, кој што ќе даде, тој ќе прими. Дали го разбираме тој дел? Ние мислиме дека ние кога даваме, губиме.
А всушност е скроз обратното, кога ти даваш, ти всушност добиваш. Така да за мене да дадам изјава, еве ти 4 ангели од овие моеве, така има многу, ја не губам, ја всушност добивам. И иако звучи абстрактно, како се ти можеш да кажеш такво нешто, како можеш да направиш такво нешто, зашто да не направиш? Затоа што ми е дадено, затоа што рековме, што сме ние? Ние сме администратори на Божјата благодат, што ни е дадено. Што спаѓа во таа благодат? Спаѓа се. Спаѓа многу работи. Едно од нив е радоста. Ајде неколку стихови, ајде читаме неколку, само 5-6 стиха. Алелуја. Добри сте ви вие тука сите? Да? Добро, ајде. Да прашаме. Првиот стих, кој го рековме? Негде во. Имаме спремено неколку стихови. Да, еве. 1 Петар 4:13. Ако учествувате во страдањето на Христови, тогаш радувајте се. Така ќе се јави неговата слава да се зарадувате или да се израдувате и да се развеселите. Многу интересно. Не прави никаква смисла. Всушност е контрадикторно. Како можеш ти кога страдаш да се радуваш? Затоа што радоста не донесува објаснување. Таа донесува само состојба. Таа не ти објаснува. Таа не мора да ти објасни на тебе како тоа изгледа. Него само ти се изразува. И затоа е чудно за луѓе. Јас бев пред некој си, кога беше пред можеби 10 години, не знам дали сте слушнали за едно место во Германија, се вика Хернхут. Хернхут е дворец, тоа е баш дворец, огромен дворец, огромно земјиште, каде што една група на моравјани, тоест луѓе од Чешка, кои што го почнуваат тоа моравјанско движење, каде што имаат молитва 100 години. Значи 100 години се молат без престан. Едни од, ја би рекол, најголемите пробудувања или тоа пробудување се случува затоа што оваа група на луѓе, талкајки, бегајки од нивниот роден крај, звучи како Битола мој роден крај, значи кога доаѓаат од нивната земја, доаѓаат во Германија и доаѓаат до едно место, тоа најверојатно случајно се доаѓаат таму, каде што има еден, они го викале тој гроф Зинзердорф. Значи Зинзердорф си бил обичен човек, како да кажам, си бил богат човек, си имал посед, си имал луѓе на него кои што работат, имал огромно богатство, значи бил многу богат човек. Гроф Зинзердорф. И луѓе му доаѓаат, тропаат навечер, некои си стотици луѓе, доаѓаат и он вели, и нели се почнува цела сторија, што, како, и он тој вика, ајде влезете во дворецов, нели има доволно место, па преноќите тука, па, нели, после ќе се снајдете. Од едноставно гостопримство, каде што човекот ги прима, човекот не бил верник, не бил христијанин, немал никаква врска со христијанството, ги гледа нивните животи. Самиот тој го прифаќа Христос и знаете што прави? Се откажува од целото богатство. Се продава, се дава и го дава да биде користено за молитва. Тој дворец се уште постои и пред 10 години јас бев во тоа место и спие во тој дворец, бидејќи таму проповедам, таму има библиско школо, каде што доаѓаат луѓе од цел свет да слушаат проповеди и да бидат охрабрени. Сега што е интересната работа? Што кога почнуваат 100 години молитва, помеѓу нив, овие луѓе веќе сега се растат, има семејства, велат, ние сакаме да пратиме луѓе во Амазон. Слушаат дека таму нема верници, таму има неспасени луѓе. И велат, кого да пратиме? Брачен пар, само што се венчаме, може би пред 2-3 недели, кој што во нашиот дом, пееме за нив, нели се радуваме, вие ќе имате прекрасна иднина, вие ќе имате не знам што, нели си планираат, не знам, куќа, кола, деца, не знам што све не планираат, нели и во нашиот дом, во нашето разбирање тоа е решението, тоа е убавината на животот. И они кога ние ќе одиме, ги праќаат со брод, доаѓаат таму да проповедаат, да живеат мисионерски живот, првите 2 дена ги убиваат. Луѓе во Германија слушаат за тоа. Велат, ништо. Кој друг ќе оди? 50 брачни парови ги праќаат, како што ги праќаат, овие уште не излегле, ги убиваат.
Значи не било тоа случај да овие што се тука па не знаат, викаат, не супер е таму. Имате аранжман, супер ќе ви биде таму. Значи ќе има екзотична храна, има банани, све ќе ви биде убаво. Не. Овие што се во слушаат што се случува со овие луѓе што доаѓаат таму, биваат убиени веднаш. И сепак брачен пар по брачен пар, човек по човек ги праќаат не со сила, него со своја одлука. Сега, каде е логиката, каде е разбирањето да ти одиш директно во смрт? Не со жалење, него со голема радост. Каде е логиката? Нема логика. Нема објаснување. Него радоста во тебе е многу поголема од твоето разбирање. Радоста во тебе ти вели, ова ти е најубавото нешто што можеш да го направиш. И тие луѓе сами одлучувале, знаејќи дека идат во смрт, знаејќи, викале, заради радоста во нас. Заради радоста што имаме да го проповедаме Евангелието, ние сакаме да одиме. Сега, ви каже, па тоа е лудо. Не, тоа е всушност нормална појава во Божјото царство, бидејќи првиот кој што го направи тоа, знаете кој беше? Го направи Христос. Ај најди ми Евреи 12:2. Да видите што направи Исус. Што беше тоа што го натера Исус да биде тој што ќе не спаси сите нас? Што беше тоа што го натера или што виде Христос и што си ти денеска за него, та он да го направи или да го издржи крстот или да го помине крстот? Евреи 12:2 ни вели, ајде да ги впериме нашите очи кон Христос, кој што е авторот и усовршителот на верата. И се видите што пишува, кој што заради радоста која што беше ставена пред него, отиде и го претрпе крстот. Овие луѓе не биле луди, овие не биле глупи, не биле замаени, него радоста во нив, која што не се разбира, која што ја ти кажеме, ние никад не би направиле такво нешто. Никад. Зашто би го направил тоа? Може би затоа што се уште не сме вкусувале радоста во нашите животи. Може би ние не се осмелуваме да правиме такви некои чекори, не мора да умираш, али барем чекори, кои што ќе ја изразат таа радост. И ние викаме, вака, нели, нема никад такво нешто да ми направиме. Никога не би советувал, а Словото не вели и Христос го направи тоа. Така да кога човек ќе искуси, кога ќе се дружи со радоста, други алтернативни решенија се појавуваат во твојот ум. Други начини на размислување се појавуваат во твојот ум. Затоа што сега веќе не станува збор за тебе, него станува збор за радоста во тебе. Станува збор за Божјото царство. Така да колку и да ние велиме, јас сум спремен да умирам за Христос, па не сум сигурен ја некој. Имајќи го пред очите зачетникот, довршителот на верата Исус, кој заради неговата идна радост претрпе крст, занеморувајќи го срамот и седна од десната страна на престолот на Божи. Исус го знаеше срамот. Исус знаеше што ќе биде видено. И сепак заради радоста пред него, рече ќе го претрпам крстот. Нема никаква логика, нема објаснување, нема принципи, нема умство, нема разумност во себе ова, али радоста го натера. Јас верувам дека радоста во твојот живот може да те натера да правиш работи кои што твојот ум не ги разбира. Твоето тело не ги разбира, а сепак ќе му донесат слава на Бог. Сепак луѓето ќе кажуваат ова беше најдоброто и најголемото дело што еден христијанин може да го направи. Така да, разбирајќи ја радоста, или подобро кажам, бивајќи допрен со радоста, веќе не станува ни збор што ти мислиш и што чувствуваш и што ти побаруваш, веќе нема барање. Тоа што веќе си го нашол тоа што е во тебе, а тоа си нашол радоста во тебе. И затоа што, видите, кликни некои тие другите стихови, кој ми е многу интересен, кај што вели во Дела апостолски, каже, се исполнија со Светиот Дух. Знаете што е следното нешто? И радост. Моментот кој ќе го разбираш Светиот Дух, моментот кој ќе почнеш да размислуваш во Светиот Дух, радоста станува видлива. Римјани 14:17. Божјото царство какво е? Што е? Праведност, мир, радост, каде? Во Светиот Дух. Разбирајќи го Духот, живејќи воден од Духот, водени од Светиот Дух, радоста станува повидлива, пореална.
И тогаш акциите наши не мора мене да ми прават смисла. Не мора ни тебе да ти прават смисла. Го правиш за тоа што сакаш да го направиш. Давањето, дарежливоста не прави никаква смисла. Не прави никаква логика во сето тоа. А сепак прави разлика во твојот живот. И те спокатува на таков начин што никој не може да ти го, сам не може да си го објасниш. Постојат моменти каде што едам и да се обидам да ви објаснам, не можам да ви објаснам. Да, до некаде имам представа како тоа изгледа, како тоа Светиот Дух донесува финанси или пари, али до некаде можам и после тоа више се откажува. Не знам. Не знам кои се тие луѓе, не знам како тоа изгледа, али се случува. Така да, радоста е многу поголема од само чувство и емоција, многу поголема. Тука сте луѓе, да не ми избегавте некаде. Не отидовте некоја свадба. Кој друг стих е таму? Него, да. Дела апостолски 13:52. Ајде уште еден клик да кој сте го ставили. Било кој. Окей. Еве за Македонија, тука е. Дека браќа ви известувам за благодата Божја и дека покрај големите испитувања во маката нивната радост беше изобилна и покрај нивната длабока сиромаштија покажа големо богатство во нивната дарежливост. Ако земете математичар да ви ги разглоби овие стихови, знаете што ќе каже? Ова не прави смисла. Не може ова, не може, нема плюс, нема све измешано, плюс, минус, по, делено, не може. А сепак центарот на ова е радост. Центарот на овие два стиха е радоста. Не можеш да ги споиш, не прави никаква смисла. А сепак вика радоста е таа која што изобилува во нас кога даваме. Немаат ништо, а даваат. Како бе тоа? Ете така. Што вика, мојот забар вика Божја сила, чудни се Божите патишта. Се смее се, не? Така да, до тука негде доволно, а уште еден стих. Не го објаснам, само уште еден стих. Зошто и на оковите мои се сожаливте и со радост дозволивте вашиот имот да се разгради, знаејќи дека на небесата имате подобар и траен имот. Интересно. Се случува ужас. Се случува, што би рекли американците, дизастер. Некој ти доаѓа и тоа што си го правил со години, си се потел, не решигаме ние, со мој раце го правев ова. Овој имот. И доаѓа момент кај што некој ти го граба тоа. И ти го гледаш тоа пред тебе и знаеш што правиш. И кажеш, види каква радост има во мене. Ужас. Ужас, а сепак производот е радост. Нема логика во себе. Но останува нешто во твојот живот кој што никој друг не може да го опише. Ниту пак ти можеш да го опишеш, да се изјасниш. И затоа радоста, колку што нас не изгледа блиска, толку е далечна, или по да кажам, толку е длабока, што треба време, или по да кажам, ќе треба да се впуштиш во длабочините нејзини, да можеш да бидеш близко со нејзе. Така да следниот пат, кога некој или јас, ако би прашал, Зоран, или молете се за мене за радост, знаете што можете слободно да ми кажете на мене? Извини, Зоран, многу ми е жал. Али не можеме да се молиме за радост за повеќе, зашто ти веќе ја имаш во тебе. Ако некој ме праша, Зоран, моли се за радост во мојот живот, немам радост. Лажеш? Не кажуваш вистината информација. Ти имаш радост, само што не да се дружиш со нејзе. Немам надеж, имаш надеж како немаш, дадено ти е. Немам мир, имаш мир, дадено ти е. Немам вера, имаш вера, дадено ти е. Имаме се внатре во нас за живот и побожност. Најверојатно не сакаме да се дружиме со овие работи кои што се во нас. Попрво би се дружиле со самите себе си, со работите на овој свет, и затоа Павле вика, не се дружите со работите на овој свет, зашто ќе станете како нив. И ќе бидете лабилни, знаете што е лабилни личности. Горе, доле, па сега е супер, сончево е денеска, алелуја сите. Се степни дојде дождото во името на Исус. Тоа се вика лабилни, не само карактери, лабилни христијани.
И такво нешто, тие се, и не велам дека некој друг е, ја, ти. Така да се дружиме со радоста, со мирот, со љубовта, со благодата, со Христос, со Светиот Дух, и на таков начин не мора да разбираме се, како што кажа Андреј. Не можеш ти да разбираш се. Не можеш да ти имаш се разбирање се. Може би ќе добиеш понатаму, ама живеј го тоа. Живеј го тоа. И многу подобро христијанство ќе изгледа тоа. Океј, имам уште еден стих? Имам уште многу, ја многу ти пратам. Ајде само уште еден и тука ќе завршим. Оно што го видовме и го чувме, тоа ви го наговестуваме, та и вие да имате заедништво со нас и нашето заедништво е со Отецот и неговиот син Исус Христос. Следниот го имаш? Не? А тоа што овдека е лошо преведено, кај што вика ова што го видовме го чувме, за да вашата радост биде целосна. Да радоста биде целосна. И Исус на 4 места вели за да радоста ваша биде комплетирана или целосна, што значи дека ние можеме да живееме како христијани, а да радоста не биде комплетирана, да не биде целосна. И сега ми фали нешто. И затоа луѓето бараат молитва. И затоа викаат ми фали радост. Они го чувствуваат некаде во некои центри во умот, а всушност тоа не е така затоа што радоста е во тебе. И затоа кога се комплетира, или по да кажам, кога се манифестира целосно, кога си во дружбата со Таткото, Синот и со Светиот Дух. Понајде. Ово ви го реков, да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна или комплетна. Кога ќе се дружиш, кога ќе поминуваш време со Светиот Дух, со Христос, со Таткото, со сите, со Божјото царство, радоста ти станува комплетна. Амин. Добро беше ова? Супер. Океј. Јас се донесов вода, порно даваа вода овдека. Сега више не даваа, па се донесов јас мен. Се шегувам. Може уште неколку минути? Океј. Бевме, како што и кажав, во Хрватски имаше такви интересни моменти и имав шанса да го практикувам пророчките дарови и може би тука нешто да кажам. Сакате, некете, да, не. Затоа што ако си администратор, ако нешто ти е дадено, можеш да го користиш. Така рекој, ја пола сат зборам, 40 минути, вајде да ме разберете. Ако имаш некој дар, користи го. Римјани 12.6, ако некој учител, нека поучува. А ако некој има дар на пророштво, нека пророкува. А ако некој знае да трча, нека трча. А ако некој знае да прави торти, нека прави торти. Јадевме нека торта пред некој ден, дали некој беше роден вчера и таму ни направија торта некоја. Ја бев уверен дека е таа од фабрика. Значи уверен дека оваа е од некоја продавница совршена. И кога некој каже не, ја направи. Одлично. Дарбата, да, дарбата. Може да зборам на мислам дека ти беше Михаел, така? Михаел си ти? Океј, може да зборам нешто, Михаел? Спремен си денеска? Океј. Уште кога дојдов тука на почетокот, уште кога поминав покрај тебе, всушност инспирацијата за првиот тој стих каде што го читавме мислам дека беше во Петар, сега ќе ти го најдам, каде што вели дека имаме заради многостранната Божја благодат, имаме многу дарови. Јас верувам дека ти наистина си изобилуваш со многу дарови, Ја верувам дека времето твое е веќе започнато. Значи нема да биде утре задота, него веќе е започнато. Ја гледам пред 6 месеци, 11 дена, некаде околу 12-15 во пладне го гледам ангел како доаѓа и ти го кажува ова. Гледам ангел како ти пеа, како ти свира. И мислам дека ти имаш музички таленти многу, да. И е добро за тебе да не како си тоа на српски, да не се уступчаваш, да не се или на хрватски, да не се воздржуваш. Ја би рекол дека затоа што времето твое веќе е почнато, не го воздржувај тоа што го имаш. Ти ова го знаеш, ова си го слушнал, верувам дека дури луѓе ти пророкувале на баш таков начин, баш ти го зборувале ова, затоа што ги гледам како луѓето, гледам тие пророчки зборови вртат околу тебе, вртат цело време. И ја би рекол вака, биди храбар, биди смел.
и почни да го управуваш тоа што ти е дадено. Управувај го, значи не се штеди сами од себе си. Многу се штедиш ти, некако многу си ми упознен, али не се штеди сами од себе, затоа што ја верувам дека твојот живот вреди да биде разделен за мнозина, да биде раздаван на сите страни. Ја верувам дека тоа е таа благодат која што е во тебе, која што мнозина ја бараат од твојот живот, и ти буквално го чувствуваш тој демент, не знам како на македонски. Барање врз тебе, и тоа создава притисок. Сега ќе ти кажам два дела, ќе ти кажам што се случува со твојот живот. Доколку одлучуваш само да го живееш за себе, нема да стане порадосно. Значи нема да стане порадосно и ќе стане повеќе притисок. И потоа ќе бараш одговор од многу места, но нема да добиеш, затоа што самото помазание врз, кој што е врз тебе, создава притисок. Тоа не е ќаволот, тоа не е Македонија, не знам кој, него тоа самото помазание создава притисок. Мојот совет за тебе е не се воздржувај, или пак не се штеди, тоа е може и подобар збор, не се штеди, него давај се таму каде што те бараат, а и таму каде што не те бараат. Дури таму каде што не те бараат, пикни се. Кажи, еве, дај да дојдам, тропни на врата и кажи, еве, ја дојдов. Каже, кој си ти? Не е важно кој сум јас, важно е што носам со мене. Дали го разбираш тој дел? Значи, ова не е само, не ти кажам само убави зборови. Ти давам духовни принципи, ти давам духовен совет. Ти давам духовна вистина. И е добро за тебе да го користиш се во ова. Затоа што јас верувам дека дури ги слушам имиња на луѓе кои што те бараат тебе во духовниот свет, те бараат, те повикуваат. Гледам како повикуваат цркви, како те повикуваат тебе и велат да ни послужиш, да ни служиш. Гледам многу работи во твојот живот, али не се штеди, нема да се штедиш. Океј? Ветуваш? Како пеевме, нема, ветуваме тука, да. Девојчето до тебе, дали може да не изеде избора? Да? Сакаш ти? Кажи ми само како се викаш. Како? Јорданка. Океј. Кога го кажа зборот, кога го кажа името Јорданка, нешто излета од тебе, ја видов целата слика од твојот живот. Ја верувам дека иако имало паузи во твојот живот, имало буквално ги гледам паузи, како работите паузираат, ја верувам дека твоето срце е навистина допрено од Исус. Јас навистина тоа го верувам. И дека ти, иако може би не го исповедуваш на таков начин, или пак не зборуваш со вакви зборови, јас го гледам твоето срце како е допрено од Исус. И всушност ти нема кај да бегаш. Нема бегање од Исус. Значи ти всушност си толку заобиколена ја не знам дали ти го разбираш ангелскиот свет. Значи не знам дали го разбираш тој дел, ама за твоја информација, ти околу тебе имаш 38 ангели кои што се постојано околу тебе. Значи постојано се околу тебе. И еден од нив, не можам да ги опишам, да кажеме скоро сите, ама нема потреба, али еден од нив ја има во своите раце има како диригент, како палка има, и тој е диригент. Јас верувам дека и ти имаш музика во тебе и дека ти си баш како диригент, и дека во твојот живот ќе можеш да посочуваш работи или пак да бидеш како диригент на луѓе, кажеш еве сега направете го тој тон, сега спуштете го. Затоа што јас верувам дека во тебе постои баш таква благонаклоност, благонаклоност која што те прави да бидеш не само смела и храбра, него да зборуваш работи кои што не би ги зборувала. Ме разбираш, значи едноставно да можеш да им зборуваш, да заповедаш. Тоа е твојот збор. Тоа е твојата функција, да заповедаш и тогаш се случуваат работите. Така да, Јорданка, нема кај да бегаш. Значи нема кај да бегаш. Божјото царство е околу тебе. Го гледам Исус како се радува врз тебе, го гледам како Божјото царство се манифестира преку тебе и дека е добро да го земеш Словото и да го разбираш, да го читаш и да го разбираш. Добро е. Земи си Библија, читай, разбирај. Поготово читай го Филипјани 3 глава читай. Таа е многу добра за тебе. 3 глава е многу добра за тебе да читаш.
Така прави нешто смислово ја лака за тебе ли? Не ти прави ништо смисла, па тоа е Светиот Дух. Значи, чим не ти прави ништо смисла, тогаш дефинитивно тој. Само слушај го ова, најди оваа снимка, слушај го и ќе видиш како ќе биде, како ова е вистината за твојот живот. Океј? Николче ме гледа вака, вика, ајде, продолжи далje. Сега да прашам едно прашање. Кој тука е измачуван, значи буквално има како измачување на англискиот nightmares, на македонски кошмари. Кој од тука се соочува буквално со кошмари, со нешто што те измачува навечер, нешто ти легнуваш да спиеш и во сонот буквално доаѓа дури и лошо присуство, како зло присуство, како нешто што навистина не те остава да размислуваш лесно. Дали има некој, јас сакам да се молам за такво нешто. Океј, 1, 2. Океј? Друг некој? Тоа што ова е многу битна работа, тоа што ова не е нешто што како да кажам, што треба да биде во твојот живот, што ти следува, него е последица или како да кажам, тоа е како резултат на придвижувањата во твојот живот. Секогаш кога некој ќе има кошмари во нивните сонови, тоа е јазикот на темнината. А од друга страна, јазикот на небото е пророчкиот дар. Ја би рекол дека дури кој дигна рака, ти дигна рака и ти, значи видиш, да, и ти, значи вие двете поготово, вие го имате пророчкиот дар врз вас. Значи тоа јас го гледам многу јасно. Само што заради тие неусогласувања во и тоа се станува хаотично, да. И после ти не знаеш кој дали си ти, дали е Господ, дали е Светиот Дух. И затоа е добро да го решиме овој момент денеска. Може? Океј. Ај станете тие што имаат, ако има уште некој слободно станете, јас ќе се молам и од денес тоа ќе се смени. Тоа се менува. Океј? Свети Душе, фала ти за твоето водство и фала ти што ти ни даваш увид на тоа како и што ние треба да бидеме и што се принципите на Божјото царство и како ние треба да го живееме овој христијански живот. И затоа јас сум заради тоа и заради тоа придвижување кое што се случува од темната страна, кое што сака да го разруши, да ја разруши до вербата што овие три личности ја имаат во тебе, дури да ги користат даровите што ти си им ги дал. Ја сега во името на Исус му заповедам на секаков лажлив дух и на секаква демонска сила да нема право да од денеска понатаму да се меша во вашиот сон или да го потребува тој јазик. Ја го врзувам јазикот на непријателот во вашите сонови, вашите животи и од друга страна го ослободувам зборувањето или дарот на пророкување или дарот на охрабрување кој што ви даде да го користите уште повеќе, да го користите како никогаш претходно. А тоа што јас верувам дека сте повикани да бидете благослов на мнозина луѓе. Така да фала ти Исусе, фала ти што ти го правиш сега ова и фала ти што ние сме уверени дека тоа е така и дека тоа така мора да биде. Во името на Исус. Амен? Океј, така да очекуваме. Имаме Господова вечера, да? Уште една работа. Сега неколку е саат, не ми скарат после. И кажат, ти претеруваш со зборувањето. Ја уште прв пат кога те видов тебе, сега да ти зборувам нешто на тебе, ама али некако све се разменуваме. Може да станеш, ако сакаш да станеш. Има нешто од тебе. Само да ми кажеш како се викаш. Драги. Океј. Не се плаши, ќе ти кажам само добри работи. Ја верувам дека уште кога си бил на млади години, ја би рекол на 20 години, помеѓу 20 и 23 години, навистина имало придвижување во твојот живот каде што си бил привлечен да веруваш во Исус, си бил привлечен во духовните работи.
Всушност на 21 година, кога си бил 21 година, на 6-тиот месец, на 13-тиот ден, негде околу 7:35 са бајле. Јас гледам како присуство на ангели во твојот живот, присуство на ангели, нешто се случува и ти видиш што е ова, нешто те привлекува да го бараш Царството Божие. И од тогаш постојано си користел еден збор како и на македонски, како драги Господе, така нешто, драги Господе, како ти Господи кој што си мил и драг, и можеби заради името Твое, али има нешто во Твоето срце што постојано било привлекувано кон Бог и кон Божјото царство. Не си го разбирал целосно како треба, што, али ја верувам дека сега, баш денес, јас го гледам ова што го зборував е голема тајна или големо откровение за тебе. И токму во твоето срце го чувствуваш тоа. Додека јас зборував, ја гледам радоста како колкоти во тебе, како функционира во тебе. И од денес многу поразлично ќе гледаш работите, многу поразлично ќе зборуваш и за црквата, и за Бог, и за себе си, и за другите околу тебе. За роднини, за пријатели, на различен начин ќе ги гледаш нивните грешки. Или подобро кажам, дури ако во твоето семејство постојат случаи кај што кажеш ова е невозможно, ова никогаш нема да се смени. Радоста во тебе го менува твоето мислење за нив. Радоста во тебе го менува мислењето. Она што за тебе ти било невозможно, она што сите околу тебе го кажувале ова никогаш нема да се смени, од денеска ќе се менуваат работите. Дали ме разбираш? Она што било невозможно да се смени, заради радоста во тебе веќе се менуваат. Веќе се менуваат работите. Значи, твојот живот е подложен на ќе биде подложен на толку многу промени, што заради промената во тебе, сите околу тебе ќе ти се придружуваат. Ти се придружуваат. Ја гледам луѓе како ти се придружуваат на одот кој што го имаш. И твојот од на вера ќе привлекува толку многу, што ти нема да ќе се свечиш кажеш шопарата ми е покрај мене, али тоа е затоа што радоста во тебе е толку изразена, толку видлива, што работите се менуваат, физички закони се менуваат заради радоста. Физичките закони, ако не може, заради тебе ќе може, заради радоста во тебе. Добро, драги, го прифаќаме ова. Така да те благословувам, навистина е прекрасен живот. Да се живее со Светиот Дух е прекрасно нешто. И ти тоа го знаеш и го чувствуваш, ама уште подобро ќе ти биде, да знаеш. Амен. Океј, што имаме сега? Ти јадеме, ќе пием? Океј. Ајде станеме само на кратко, само се помолиме за вас, да не ви избега ова што го зборував. Да не ни избега. Затоа што знаеме дека таму и самото слово да вели дека прво нешто што непријателот сака да го направи. Значи, првото нешто што сака да го направи е да го тргне семето. Ако читате за тој сејачот, значи вика првото нешто, не да го стави корење нешто, не, тоа него ако може да го искорени, ако може да го тргне да ти го украде. И затоа е добро да вакво откровение, што верувам дека е откровение за радоста, да наистина да го зачуваме во нашите срца и да си делува, да си расте. А тоа што јас верувам дека не постои поголем израз на благодата него радоста. Всушност, некои преводи или некои споредувајќи благодата, всушност радоста е манифестирана благодат. Ако сакате да знаете како изгледа благодата, таа изгледа како радоста. Такво чувство има, едноставно излегува и тоа е радост. А тоа што е истиот збор, истиот корен за радост доаѓа од благодат. Океј, Господи Исусе, јас ги благословувам моите браќа и сестри овде и сите кои што гледаат, кои што слушаат, да ова откровение за радоста, да овој увид за радоста, ова семе на знаење, на разбирање и на откровение повторно, да не може да биде украдено од непријателот. Да непријателот нема право и нема можност да го украде ова од нас. Единствено што дозволувам е да ова расте, да оваа радост расте во нас, да луѓе почнуваат да не следат или пак да чекаат по нас, затоа што велат каква е оваа радост, откаде ли оваа радост, ова е невозможно, ова не може да биде, и ние можеме да кажеме, ние разбираме дека не може да биде, ама се случува. Го живееме.
И затоа се молам за сите христијани во оваа црква или во Македонија, да навистина сите цркви да ја искусуваат радоста како никогаш претходно и да навистина радоста во нас токму сега, во овој период, во овие години, да биде силата која што нас не е потребна, силата да сите грижи се топат пред нас. Силата да можеме да чекориме, иако е тешко да се чекори, иако можеби некаде нема ни патека. Ние не бараме патеки, ние бараме радост. Патеката сама ќе се создаде. Радоста во нас е Господовата сила и нас единствено ни треба Твојата сила, Господи Исусе. Затоа јас се благословам и сами од себе си за таа радост, да биде наистина силата што ќе ми дозволи да додам секаде, да одиме секаде каде што треба. И Господи, за сите мои браќа и сестри денес и благословам со радоста Господова. Амин, амин. Окей.